Пред 4 години овде во Скопје почна со работа Кинотеката на Македонија. Како што е познато, нејзина основна дејност е да чува, прибира, заштитува и евидентира секаков вид на филмска граѓа. Овде во депоата на Кинотеката моментно се наоѓаат 3 милиони метри филмска лента, што значи регистрирани настани од предвојната, за време на војната и од денешниот овој наш развиток. Да спомнеме дека тука се наоѓаат и значајните остварувања на Милтон Манаки, а се наоѓаат и доста предмети од музејска вредност, што еден ден се надеваме дека во овие простори ќе ги видиме изложени. За физиономијата на Кинотеката на Македонија денеска разговараме со директорот на Архивот на Македонија, другарот Ацо Алексиев, со режисерот Љубиша Георгиевски и се разбира со директорот на Кинотеката Ацо Петровски. Другар Алексиев, би ве замолиле да ни кажете каква е функцијата и улогата на Кинотеката во однос на зачувување на тој архивски материјал? Па вие во вашето прашање веќе наброевте дел од функцијата на Кинотеката. Се разбира како и Архивот на Македонија, како најстара институција кај нас, задолжена со прибирањето, чувањето, истражувањето, средувањето, крајна линија на заштитата на архивската граѓа, па како и историските архиви во Македонија, кои ги има повеќе, библиотеката, заводите за заштита на културните споменици, музеите и други сродни институции, во прв ред се задолжени, како што и наспомнавте вие, да ја откријат таа граѓа, релевантна, значајна за нашето минато седно, историско, политичко или културно-уметничко. Велам, независно од тоа дали некој е специализиран за тоа да прибира документацијата оставена на хартија, друг книгата, а во овој случај Кинотеката да прибира, да го регистрира она што веќе е регистрирано на филмска лента кај нас, како што и сами напоменавте, уште од времето на Милтон Манаки па се до денеска. Меѓутоа, ова функција е само едната страна која сите овие институции помалку или повеќе вршат. Втората функција е таа граѓа да ја стави, да ја обработи, да ја доведе во таква состојба таа да може да биде и научно презентирана, научно користена. И јас би додал уште една компонента сврзана со дејноста на нашата кинотека, а тоа е дека Кинотеката треба да се јави и доколку сум информиран, веќе се јавува како одредено јадро, како одреден центар, како одредено место, каде ќе се приберат, каде ќе се соберат сите поистакнати творци од оваа наша област и каде ќе се развива се уште толку скудната кај нас теоретско-критичка мисла, која би требало да ја следи се поразвиената филмска дејност кај нас. Колку овие компоненти што ги споменав се веќе развиени, тоа е одделно прашање. Меѓутоа, нивните темели се поставени и тоа е добро. Токму на ова би го надоврзала и следното прашање. Имено познато е дека Кинотеката се занимава и со незина друга основна цел е да ја развива филмската култура кај нас, исто така се занимава со известна издавачка дејност, организира трибини и циклуси. Другар Георгиевски, како вие од културолошки аспект и едукативен аспект би оцениле улогата на Кинотеката на Македонија? Имам згодна асоциација да ви одговорам на ова прашање. Синоќ го гледав филмот Киноаматерна Вајда. Тамо еден човек си купува камера за приватни цели, а потоа го задолжуваат да снима, велејќи му дека треба да остави некаква трага. Овде во Кинотекава, како што чувме, имаме 3 милиони метри трага. Кога човек би ја следал таа трага просторно, веројатно неколку пати би ја обиколил цела земјина топка и на доста занимлив начин. Преведено тоа во време, тоа значи 6 милиони секунди, ако не се лажам. 6 милиони секунди конзервирано време овде имаме, со сите своји значења. Меѓутоа, за да се испитаат тие значења, се потребни и други напори, научни напори. Она на што се односи вашето прашање, тоа е
кој е креативното испитување на тој материјал, кој е креативниот пласман на тој материјал, како што рековте вие културолошки, нели? А имено вредноста на оваа наша скопска кинотека, не знам дали за разлика од другите или не, меѓутоа како јас ја согледувам таа вредност е во тоа што таа не се ограничила само на тоа да ги конзервира трагите, ами и самата да остава трага. Тука на тоа оставање незино на трага се сведува незиното културолошко значење. Тука се тие незини, за мене, веќе прочуени трибини, филмски трибини со циклуси, тематски циклуси. Например, јас се сеќавам, јас учествував во онaj тематски циклус, не знам Ацо дали се сеќаваш, за војната и насилието, кои на крајот се претвараат во некакви дебати меѓу луѓето, меѓу стручните луѓе од филмот и другите луѓе кои присуствуваат, се претвараат во нешто што би значило позајмување на нов живот на веќе она конзервирано време фатено на филмот. Ние со тоа, тие филмови од кинотеката, со тоа им даваме еден нов живот, да речем. Ги храниме за да бидат вечни, за да бидат вечни вредности, за да го победат времето. Тоа е едниот аспект. Другиот аспект е теоријски. Например, многу значајно, за мене, извонредно значајно, иако за жал нема многу ни време, ни можност, така, своја, мислам, можност, иначе кинотеката ми ја дава, да учествувам, да соработувам во списанието, например, Месечник, кој на вистина има извонредни, сега за сега повеќе историски вака увиди во работите, повеќе филмографски, но се надевам покасно треба да прерасне и во една во естетички дискусии, во значења, во селекционирање, артикулирање на една и продукција која тече и една ускладиштена продукција на едно универзално човечко искуство. Другар Петровски, каде моментно се наоѓа денеска кинотеката? Па, мислам дека ние и понатамо продолжуваме со работава која што ни е како основна задача, тоа е истражување на филмска архивска граѓа, прибирање, да ја следиме, да ја воведеме во картотека, така да можеме еден ден да ја дадеме на користење. Второ, прашањето на ширењето на филмската култура, мислам дека исто така програмски и оваа година и за иднина е така поставена за да можеме што повеќе да дојдеме до правите љубители на филмската уметност. И пружаме можност и преку нашето списание, мислам, Месечникот, преку библиотеката, преку циклуси, нели да се навистина здобија со онаа култура која што филмот може да ја пруши. За разлика, да речеме, од онаа комерцијална биоскопска програма. Кинотеката со своите соработници, малку по број, ова ги има поставено и инсистираме да го оствариме. Да има и тешкоти во тоа. Да, што се однесува до самото чување и обработување на филмскиот материјал, како се одвива таа работа? Знаете што, ние одиме во обработката на материјалот вака во периоди. Така да сега ги земаме 45-та година, па се до 50-та година. Имавме прилично поплавен материјал, знаете, оштетен, има посебна една машина доле и преку неја веќе полека тој материјал го, ако можем да го потребам тој термин, го спасуваме, колку што може да се спаси. Тој представува многу важен документ, мислам, за развојот на нашето општество, на нашето друштво. Тој се дублира, се воведува, нали, во картотека, така да веќе еден дел од тој материјал може да се користи и ќе се користи. Така колку сум информиран, скоро време ќе излезе на серија во телевизија, 35 години на развојот на СРМ. Колку што сме информирани, кинотеката има проблеми со простор, со депоа. Имено постојат некои стандарди за чување на одредени видови на филмска граѓа. Како излегувате накрај со сето тоа? Видите, ние материјалот го собравме. Тој сега се наоѓа во импровизирани магазини. Нешто направивме така за да добиеме некакви стандарди, за да тој се сачува. Али тоа долго време не може да трае. И прети опасност да ние што треба да го чуваме, да дојде време да го самите и уништиме. Имено затоа и направивме еден елаборат, се послуживме со комплетна литература од светот, со препораките на УНЕСКО, со искуствата на другите архиви во светов
и тој елаборат беше предмет на интересирање на извршен совет и добивме начална согласност на некој начин да се направи една студија за да се изгради депоа по најсовремените светски стандарди. Па во очекување на тие нови простори, нови депои, јас предлагам сега малку да се прошетаме низ ова што е денеска кинотеката и нејзини простори. Па, повелете.